Каде сега настана новиот курс во собрашното, зошто министерот Лјајич излезе со закани нови за Македонија дека ќе воведе контрамерки после 14 април, ако не се направат бараните измени, кога веќе во Скопје еднаш рече дека почнуваат преговори кои што ќе бидат на добро на двете страни. Апсолутно нема никаков проблем, јас не знам од каде го креирате ваков впечаток, заради тоа што е договорено во Скопје се справило. Формиран е комитет кој што работи, комитетот заседаваше во Белград, ќе продолжи исто така во Скопје. Има рок од 30 дена да ги излиста сите проблеми, обструкции, блокади кои што ги имат и нашите стопанственици и нашите извозници, но и кои што постојат меѓу двете земји. И тоа е еден силен напредок, наместо да секоја година се создаваат проблеми и се решаваат адхок, на еден долгорочен начин да се решат. Комитетот заседава, имаше состанок во Белград, излистани се голем дел од овие обструкции, односно не царински бариери кои што постојат меѓу земјите, и во наредниот период секако дека ќе продолжи решавањето. Јас не гледам друг проблем. Министер е правилникот. Апсолутно во постапка е и ќе биде објавен она што е договорено. Требаше да ги помине сите процедури, меѓу кои што и процедурата во секретаријат за законодавство, и тука не гледам никаков проблем. Она што е договорено за брашно од килограм 2 и 5, веќе во следните неколку денови ќе излезе во службен вестник, и натаму продолжуваат реализацијата на сите заклучоци кои што беа донесени во Скопје. Министерот дел од експертите рекоа дека многу е важно сега во преговорите, барем додека разговарате со Србија, да бидете конкретни и јасни, да се намалат токму оно што вие зборувавте, нетарифните бариери, долгите чекања на границите, за да се надмине, затоа што и самите викаат дека е реален спорот. Ама што конкретно ќе се менува за да знаеме во иднина и да не се доведува бизнисот во незавидна ситуација? Никој не е доведен во незавидна ситуација, тоа што требало да се направи изминатите 11 години, а се решавало кога ќе настанат проблеми, сега се отворена на долг рок. Отворени се низа на прашања, одговорен од македонска страна е мојот шеф на кабинет Трајан Димковски, и отворени се десетици прашања кои што никогаш не биле на некој начин отворени, и е огромна волјата од двете страни на вистина да се решат. Дали е тоа извозот на ориз, дали е тоа правилниците за месо, дали е тоа задржувањето на водата во Србија или сите други производи, ние ги имаме сите информации, вклучени се сите засегнати страни. Представник на Стопанската комора беше со македонската делегација во Белград пред некој ден. Представници на сите институции, на вистина системски, длабински беа отворени прашањата кои што на вистина има волја да се решат на подолг рок. Сето тоа е во духот и на Берлинскиот процес, и мислам дека ова е вистински момент да сите овие прашања кои што постоеле подолг временски период, на вистина наоѓаме решение во целиот овој период. Она што договорено во делот на брашното за до 5 килограми остануваат поради силината на аргументите за неможноста да се лепат маркиците во Македонија, останува во Србија, за останатото во Македонија. Останува и можноста, доколку како што контролните маркици биле побарани од страна на коморите да бидат воведени, останува и можноста за да се разгледа во рамки на овие 30 дена, кога и другите прашања ќе се разгледаат, едно трајно системско решение, и укинувањето на маркиците е една од опцијата, заради тоа што на неколку навреди тоа беше констатирано и во Министерството, и на сите разговори во претходниот период, токму од оние кои што ги побарале. Но процесот е во тек, и во овие 30 дена ќе се разговара за сите можности и ќе бидат направени сите анализи. Лјајч во неколку наврати веќе во изјава кажува дека Македонија штити интереси на неколку мелничари, на тројца мелничари. Дали навистина има штитење на интереси? Сите овие измени произлегува од еден процес кој што го отворивме во Министерството, а тоа е долго време не беа формирани подсекторските групи на Министерството, сега се формирани и работат, и долго време оваа комуникација со сите засегнати страни не била на некој начин комуницирана, и неколку од барањата на целата мелничка индустрија, за кои што сметавме дека се силни аргументите, имавме волја да ги решаваме. Едно е намалувањето на цената на контролните маркици,
и тоа го направивме, а второто е почитување на веќе воспоставената процедура. И да напоменам дека Македонија ништо друго не променила, нити воведовме нови давачки, ниту нови бариери, напротив, единствено редоследот на активности кои што се во правилникот се поместени, се со цел да не може да се избегнува примената на самиот правилник. И ние, и како и за Мелничката, излегуваме во пресрет и за сите други групации, за сите партнери кои што се на Министерството. Значи, воопшто не се штитат никакви поединци. Поединци од Македонија сметам дека со дописите кои што ги праќаат во Србија, вештачки го создаваат овој проблем. Има ли малку политика во проблемот? Односно, некој на кој што не им одговара да се работи така како што е пропишано по самите правилници. Некој кој што можеби го изигрувале самиот правилник кој што бил на сила. А кој што вели дека брашното при влез во Македонија треба да се складира во магазините кои што се регистрирани во Министерството, инаку нема поента зошто ние би воделе регистар на увозници кои што треба да имат и 4 вработени и кои што треба да имат соодветен магазински простор. Тие самите на некој начин потенцираат дека брашното директно го носела во промет. А подоцна доаѓале анализите од Агенцијата за храна. Исто така отворено уште едно суштествено прашање. Доколку се усогласиме не само со Србија и со останатите земји од регионот, со кои што имаме подпишано одредени меѓународни договори и билатерални договори, ама не биле заживеани во овој период или не биле функционални. Доколку одиме и чекот нанапред кон признавање на меѓусебните анализи на агенциите, на институтите кои што се прават, тоа е уште еден чекор напред во олеснувањето на сите процедури кои што ги има меѓу земјите за транспорт на услуги, на стока и на Знаете ли вие кои се тие тројца мелничари на кои што мисли Лјаич? Значи, јас зборам за целната мелничка индустрија и за целиот земјоделски сектор во Република Македонија. Министре, се зборуваше во српските медиуми дека можеби целта на целиот проблем е затоа што ќе се стави крај на влезот на брашно на црно, кој беше сериозен проблем во минатите години. Дали можеби дел од проблемот е, односно притисокот го прават токму тие компании кои досега се обидуваат да внесуваат брашно на црно? Па јас не знам кои податоците и бројките кои што ние ги добивме од Царинската управа, од Агенцијата за храна и ветеринарство и од издадените контролни маркици се различни. И ние тоа го потенциравме и тие бројки можете и да ги добиете од нашите служби. Тој податок говори за различни податоци за внес на, односно увоз на брашно во Република Македонија. Има дури и на брашно кое што е купено и во Србија и во Македонија со фискални сметки и од Србија и од Македонија, каде што цената на брашното во Македонија е пониска. Значи ние ги согледавме сите аргументи и на крај се дојде до тоа дека навистина правилникот кој што постоел не се применува до крај. Ние ниту воведуваме нови давачки, ниту воведуваме некакви бариери. Едноставно го променуваме редоследот на активности за да се почитува законот и правилникот. Па добро, ако сега веќе го менуваме правилникот со кој што треба да се стави ред, дали ќе остане состојбата на старо? Како мислите дали? Па како што било и претходно. Значи ние го менуваме правилникот за брашно до 5 кг да маркиците се лепат во Србија. Тоа е вкупно 5% од вкупниот увоз на брашно од Србија. За останатите 95% останува правилникот кој што го донесе Министерството во претходниот период, со кој што маркиците ќе се лепат во Македонија. Се до моментот кога ќе се најде системско и трајно решение составот за контролните маркици, кои што се уведени не на барање на институциите, туку на барање на коморите на Стопанската комора во Македонија. Со ваквата ситуација дали ќе јадеме по-безбедно брашно сега во Македонија? Со ваквата состојба ги ставаме активностите под контрола, го менуваме, да повторам, редоследот на активности, кој што значи дека правилникот и правните прописи во Македонија ќе се почитуваат. И тоа е повисока правна гаранција не за неколку мелничари или за целата индустрија, тоа е поголема сигурност за сите граѓани на Република Македонија. Една од главните причини што ги лоцираат апсолутните компании за слабиот одзив на земјоделците да си ги осигураат своите посеви е тоа што владите во минатото
често пати, односно нон-стоп ги обештетуваа без и да имаат осигурителни полиси. Дали ќе се стави крај на тоа, бидејќи се лоцира тука дека има и популистички мерки? Знаете дека во процедура, во владина процедура, информацијата за штетите кои што се од 2017 година и со последната владина одлука од седницата која што се одржа оваа недела, сме задолжени како Министерство, заедно со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и со Министерството за финансии, во рок од 7 дена да одржиме консултативни состаноци, за да продолжи постапката на ниво на влада, за да се измени програмата, да се утврди процентот на обештетување. Сето она што го правевме во претходниот период, проценити се над 16.000 барања за 2017 година, таа постапка ја завршивме, но паралелно со тоа, навистина сакаме да ја отвориме дискусијата и дебатата, и затоа денеска и со директорот на Агенцијата за супервизија и со осигурителните компании, со земјоделците, сметаме дека треба да почнеме да ја отвориме оваа тема за земјоделското осигурување, заради тоа што во изминатиот период, иако владата субвенционира 60% од самите полиси, на некој начин од година во година се намалуваат договорите на осигурителните компании, односно се намалуваат бројот на земјоделци кои што ја користат оваа мерка. Пример, во една од годините мерката била искористена во износ од 71 милион денари. Оваа година исто така се предвидени тие средства, но реализацијата од година во година се намалува. И навистина сакаме да ги дискутираме сите заедно причините заради оваа состојба. И како влада се обврзуваме дека навистина мора да најдеме начин за земјоделското осигурување. Да најдеме начин како да земјоделците ги осигураат своите посети. Како влада во претходниот период усвоивме низа на мерки, тоа е измени на законот за персонален данок. Во следниот период веќе во вторник во владина процедура влага законот за измена на законот за земјоделство и рурален развој се со цел да се воведе нова мерка зелена нафта. Работиме интензивно на меѓународен план за обезбедување на пласман на земјоделските производи, работиме интензивно на контрола на семенските материјали, на пестицидите, на ѓубривата, односно навремено ги исплаќаме субвенциите кои што во претходниот период не се случуваше, и навистина ќе дадеме целокупна поддршка и сме сигурни, убеден сум дека на крајот показателите и за увозот и за извозот на земјоделските и прехранбени производи ќе бидат во позитивен тренд, во позитивна насока и ќе потикнеме развој на земјоделството, но навистина мора да ја отвориме и темата за земјоделското осигурување, заради тоа што климатските промени си го прават своето, но ние имаме обврска заеднички сите да седнеме како влада да наоѓеме стратегија. Оваа денешна трибина на која што сме заедно и агенцијата, и министерството, институциите, Агенцијата за финансиска поддршка, осигурителните компании, вклучувајќи ги земјоделците, е само почеток на една интензивна дебата, се со цел да најдеме модели и начини како тоа да го имплементираме. Македонија е членка и на Европа ЕРЕ, тоа е еден осигурителен фонд регионален, и тие се поканети денес и навистина ќе ги наоѓаме сите модели и методи за да на крајот не се очекува и да не се стимулираат земјоделците да очекуваат оштета од државата, туку напротив да работиме превентивно, да се справиме со климатските промени и како држава да креираме она што од денеска го почнуваме заедно со агенцијата е почеток на креирање на стратегија на краток, на средорочен и на долг рок. Ќе ги користиме две странски искуства за да го решиме овој проблем долгорочно, тоа се Шпанија и Турција, кои што детално ќе ги анализираме. Огромен број се на проблеми во секторот, навистина во целиот овој период постојано се отвараат нови проблеми, ако почнеме од земјишна политика еве до сите овие теми, но мислам дека имаме сите заеднички и сили, и напори, и енергија да се насочиме и на решавање. Министре, една од забелешките... Казам долу само ве молам, од вчерашната владина седница, има ли нешто ново? Вчера владина седница немаше. Последната беше? На последната владина седница, јас тоа го соопштив, многу повеќе информации од Министерството за економија и надлежните, дека очекуваме Министерството за економија сега да информира владата околу можноста за понатамошните постапки околу раскинување на овој договор. Повеќе информации во Министерството за економија. Министре, за осигурувањето, една од забелешките на дел од земјоделците дека можеби треба да се смени моделот затоа што не се обештетуваат од пролетни мразови, односно се осигуруваат подоцна па
штетите кои ги трпат во време на февруари и март заради климатските промени не им се опфатени и реагираат на тоа што дел од осигурителните компании не им враќаат голем процент, односно ги условуваат, им одбиваат многу голем дел, односно ги обештетуваат само со 20%. Ќе побарате некој нов модел да се направи? Има многу примери. Јас во претходниот период сме разговарали и со осигурителните компании и со земјоделците на терен, лично биле кај мене. Мислам дека длабоко сум запознаен со проблематиката и токму тоа е причината што денес на едно место почнуваме дебата со сите засегнати страни, затоа сите поканети да навистина направиме една квалитетна анализа на состојбите и да донесеме заклучоци. Дали ќе уминуваме законот за земјоделство и рурален развој во делот на штетите, но од друга страна секако дека дали ќе го користиме Европа ЕРЕ како фонд во кој што навистина е исто така корисен. Не постои, сакам да потенцирам од досегашното искуство и анализи кои што сме ги правиле, не постои една мерка со која што можеме да го решиме овој проблем и затоа се одлучивме за еден длабински функционален нов систем кој што ќе го креираме и кој што ќе биде на краток, на среден и на долг рок, за да се справиме со ова состојба. Ја ги разбирам и земјоделците, и стравот, и сето она што се случувало. Знам за примери во кои што една осигурителна компанија осигуруваше во Битола, па следната година кога се случија поплавите, воопшто не сакаше во тој дел да осигурува. Значи, затоа сметаме дека на едно место треба да седнеме сите и да најсериозно се зафатиме со решавање на проблемот и на владата да и предложиме нов функционален модел. Тоа започнуваме да го правиме од денес. Господин Павловски, кажете ни околу бројките каква е состојбата со осигурителните полиси на земјоделците? Во 2017 година значи имаше продадено само 2000 полиси. Тоа е пат, ако имаме во предвика во 2015 година беа продадени скоро 5000 полиси за земјоделско осигурување. Јас само ќе се надоврзам на изјавата од министерот за земјоделие. Именно осигурувањето представува најефикасен, најекономичен трансфер на ризикот од страна на земјоделците за справување со се зачестените глобални климатски промени и изнаоѓање на долгорочно решение на база на искуство од други земји е само преку јавно-приватно партнерство, каде што сите стейкхолдери, вклучувајќи ги владите, осигурителните компании, земјоделците и Агенцијата за супервизија на осигурување како регулаторно тело, само преку изнаоѓање на форма на јавно-приватно партнерство може да се пронајде одржливо долгорочно решение за развој на земјоделското осигурување. И затоа сме денеска тука по иницијатива на министерот за земјоделие да почнеме јавни дебати каде што ќе изнајдеме трајни решенија за овој проблем. Има простор за нудење на нови пакети, односно да се прилагодите на барањата и на тоа кои се потребите реално за да може да добивате и вие реално? Па мислиме дека имаме една добра ситуација со добри анализи каде што можеме да излеземе и со конкретни решенија за изнаоѓање, како што кажав, на одржливо солуција за развој на земјоделското осигурување. Дали има пријавено големи штети во Охрид од невремето вчера? Се уште е рано. Заседава кризниот штаб на локално ниво, така да не. Колку пари е исплатено од сега за штети не ще кажа? Како бекграунд. Кој дел? И со пролетни мразеви и со штетите што ги имаше со... Секоја година просекот е околу 300 милиони денари кои што се исплатиле до сега за штети. Последните 3 години директорот ги знае, значи околу 5 милиони евра годишно.